Странски стратег и медиумски гуру, кој му помагал на Вучик, повикан како џокер да го окрева ужасно слабиот рейтинг и да спасува од се поизвестниот пораз на изборите. Дали Пендаровски во битката за втор мандат потајно го ангажирал израелскиот политички маг Асаф Ейсин. Пендаровски остро демантира, но дел од медиумите добиле потврда за средба, но без детали дали паднал договор или станувало збор само за кафе муабет. Потенцијалниот скандал го отвори Николовски. Дали тие луѓе ќе му ја водат кампањата? Ако му ја водат кампањата, дали тоа ќе го пријави во антикорупцијската комисија, затоа што ако не го пријави е кривишно дело. И колку тоа ќе го чини и од каде ќе ги најде тие средства. Како што би сакал да ја прашам и овие од СДСМ, дали е вистина или не, дека исто така имаат ангажирано странски куќи да им ја работат кампањата, кои што ангажираат домашни институции да им прават анкети и бројките се повторно исто лоши како овие што излегуваат во јавност. По ова обвинување на потпредседателот на ВМРО-ДПМН стигна експресен демант од кабинетот на Пендаровски, дека досега ниту тој, ниту неговиот кабинет не користеле странски компании за анкети и стратегии, а така ќе било и за време на оваа кампања. За ангажман на анкети и стратези за мојата престојна кампања се потрошени 0 денари. И покрај упорните дводневни деманти на Пендаровски, потврда дека странски стратези биле кај председателот, доби само радио Лидер, кој објавува дека средба имало, но без детали дали на неа било нешто договорено. Според овој медиум, Пендаровски сепак се сретнал со израелецот Ейсин. Информацијата која ја сподели Николовски е точна. Пендаровски имаше консултации со Асаф Ейсин. Дали се договорија за изборна соработка или стануваше збор за преговори или некаква форма на консултации околу неговиот наратив, не можам да коментирам. Инаку израелецот Асаф Ейсин е познат како консултант на српскиот председател Александар Вучик и со години се споменува како главен креатор на победничките изборни кампањи на првиот човек на Србија. Сепак Ейсин не е исклучиво човекот на Вучик, туку го има употребено своето пиар знаење во политичките кампањи од Триглав до Карпатите. Предходно тој работел и за Борис Тадик, но и за Ненад Чанак, кои своевремено му беа опоненти на Вучик, но подоцна е преземен од страна на српскиот председател. Досега соработувал со политичари во Словенија, Босна и Херцеговина, Австрија, Србија и Романија.